Не, уште не се снима. Сега се снима. Сега се снима. Почнуваме. Се враќаме на почеток. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како сте, добри? Да. Имаме уште еден онлайн час по математика, за нормални и паралелни прави. Целите да знае да препознава кои се нормални, кои се паралелни прави и да препознава во дваде форми нормални и паралелни прави. Да знае да чита и да внесува во координати во првиот стар, да препознава нормални и паралелни прави во дваде форми на цртежи и во непосредната околина и да ги испитува одредени тврдења преку наоѓање примери со кои го потврдува или негира тврдењето. Учениците треба да препознаваат нормални паралелни прави, да знаат да цртаат, да читаат и внесуваат во координати, да препознаваат те дваде форми, нормални и паралелни прави и во непосредната околина и да испитуваат одредени тврдења преку наоѓање на примери со кои го потврдува и негира тврдењето. И сега, преку прашања, треба да се подсетиме за нешто. Што е права, што е полуправа, а што е отсечка. Сега Давид пак го повикувам за збор да каже што е права. Ова е презнаење од претходните години. Давид, повели. Се слушаме, Давид? Ненад, дали се слушаме? Да, добар ден. Добар ден. Права е линија која може да ја продолжуваме од двете страни, не е ограничена. Полуправа е линија која може да ја продолжуваме од едната страна и отсечка е линија која не може да ја зголемуваме, односно е ограничена. За да исцртуваме права, полуправа или отсечка, кој прибор ни е потребен да имаме кај нас? Ненад, продолжуваш? За да рацртаме права, полуправа и отсечка, ние треба да имаме линеар и триаголник. Линеар и триаголник. За дома ќе имате задолжение да вежбате, да исцртувате паралелни и заедно нормални прави. Сега одиме понатака со појаснување на поставката, презентирање и цртање. Значи, имаме првото ви е права, второто ви е полуправа. Гледате дека кај полуправата секогаш се црта со стрелка, дека може да се продолжува. Еве продолжувањето каде оди, следите, и ова е отсечката која е ограничена на некаква права. Не на права дали може да се нацртаат повеќе отсечки. Кој ќе ми каже, на една права може да се нацртаат повеќе отсечки? Што треба да направиме ние? Да ставиме точки на определено место и да ги означиме, а потоа точно ќе можеме да ги изброиме колку отсечки има на некоја права или на некоја полуправа. Дали е ова јасно? Да. Да или не? Да, јасно е. Јасно е, добро. Ова со црвено што е означено е отсечка. Овој другиот дел ви е полуправа. Следната ви е права. Имаме прави кои што не се заедно нормални и не се паралелни, туку што ќе прават? Еве ги сега. Што направија овие прави? Што направив јас на овие прави? Се пресекуваат или се сечат и имаат една заедничка точка. Заедничката точка секогаш е означуваме со О, бидејќи тука е пресекот на тие две прави. Дали го разбравте ова сега до сега што го кажувам? Да? Да. Е заеднички пресек на правата. А може да се означи права Б, како што е даден примерот од подоле. Е правоаголникот.
Од левата страна имате една апликација која нуди можност за компјутерски побрзо да се вежба цртањето на паралелни и заедно нормални прави. Следно е правоаголникот. Правоаголникот има две со две страни еднакви. Ајде да видиме, прашувам, какви се страните А и страните Б, што се означени со А и со Б. Кој ќе ми даде одговор? Јана Петрушевска. Какви се правите? Страните на правоаголникот. Страните на правоаголникот се две со две еднакви. Еднакви и паралелни. Сега стигнуваме до следното прашање. Страната Б со страната А. А под кој агол е исцртано тука? Јана Петрушевска, зборувај. Под прав. Под прав агол. За да исцртаме правилно нормални прави, треба тие да бидат поставени по агол од 90 степени. Затоа што ни помага ние кога ќе цртаме во тетрадка? Што ни помага? Нас ни помага триаголникот. Нас ни помага триаголникот. Добро, одиме понатака. Ајде на сликичката имаме една библиотека. Во библиотеката има рафтови со книги. Како се поставени книгите сега да прашам? Како се поставени? Во каква состојба се? Дали се во права, дали се паралелни и заедно нормални со рафтовите? Кој ќе ми одговори на ова прашање? Кој ќе ми одговори? Марија? Стефанија? Какви се овие, ајде, жолтите книги? Паралелно се поставени. Јас од кога ќе почнам да зборувам, тогаш се јавуваат. Овие, дали се паралелни, ама дали се заедно нормални со другите? Горе што е Не. Значи, одиме, оваја линија сега што ја повлекувам, со оваја линија е каква? Паралелна. Еве, и на училиштето имаме и паралелни и заедно нормални прави. Значи, заедно нормални прави имаме кај прозорците. Она што кажа, за да може да цртаме ние заедно нормални и паралелни прави, користиме, што користиме? Линеар. Линеарот ни помага да исцртаме, ова е сликичка, но јас ќе искористам. Каква е оваа права сега со оваја што ќе ја исцртам тука? Значи, кога цртаме заедно нормални прави, треба да го користиме овој начин на цртање. Да го користиме триаголникот, каде што има од едната страна прав агол. Дали е ова јасно кога цртаме? Да? Или не? Добро, отиме понатака. Јасно. Сега, овде имам едно знакче. Нормалните прави се сеќат под прав агол, тоа што го дискутиравме, од 90 степени. Нормалните прави ги означуваме. Значи со овој знак. Заедно нормална права означуваме. Дали е ова сега јасно? Да прашам, или не е уште јасно? Јасно. Добро. Сега ќе одиме директно да се уклучам на интернет, за да може да ја побараме оваа страна, каде што ќе ви покажам како се цртаат заедно нормални и паралелни прави. Само треба време да се приклучи пребарувачот, а потоа ќе одиме со презентирање на начинот како се цртаат паралелни и заедно нормални прави.
Еве чекам уште, треба време. Дали ова до сега што го зборувавме ви е јасно? Да. Дали? Да? Да. Што треба Да, вие да јасно е. правите дома? Јасно е. Што треба вие да правите дома за да прецизно исцртувате паралелни и заедно нормални прави? Ние Што треба да треба? вежбаме. Да вежбаме. Што да вежбате? На што? На што ќе вежбате? На компјутер. На На компјутер. компјутер, ама и на тетра. И на тетрадка. И на тетрадки. Зошто кажуваме на тетрадка треба да се вежба? Ајде да се уклучам јас. Сега ќе ви ја покажам површината, каде што ќе презентираме како се цртаат паралелни прави. Се враќам пак повторно во Teams-от. Ајде, сега добивате кој шушка, кој е сега ово што шушка постојано? Добивте нова позадина? Да. Да. Еве ова алатка најчесто се користи за работа по геометрија, за цртање и на круг, и на прави линии, заедно нормални линии, сето тоа што е поврзано со линија. Еве сега јас ова што ќе го извлечам, што е? Кој ќе ми одговори што? Прикажав јас на работната површина. Добро. Сега ќе земам права да исцртам. Еве, исцртав права линија. Сега ќе го подсигнам. Еве, вака се цртаат паралелни. Ќе земам пак. Ова истото се прави и во вашите тетрадки. Еве, какви се овие две прави што ги нацртав јас? Кој ќе одговори сега? Паралелни. Овие прави Јесте паралелни. паралелни прави. Сега, што треба да направам јас за да нацртам заедно нормално? Бидејќи тука нема триаголник, што треба да му правам јас на линеарот? Да го завртите. Да го завртам, како ќе го завртам? Сега знаеме ние како ги вртевме. Каде ова најчесто го вежбавме вака вртење на триаголници и на На линеари? смарт табла. На смарт табла. Ако сакувате да држиме редовна настава и да користиме смарт табла? Да. Да. Да, Да. интересно ви е. Зошто ви е интересно? Сега внимавајте што правам јас. Што направив јас? Кој ќе ми одговори? Што направив јас? Направив заедно нормална права. Ако постои начин да се пишува овде, не постои начин, затоа што не сум директно на интернет, само оваа страна ми е зачувана тука. Значи, нацртав заедно нормална права и паралелни прави. Паралелни прави. Да, дали ова ви е јасно како се цртаат паралелни прави и заедно нормални прави или нормална права, бидејќи овде имаме две паралелни и една заедно нормална права. Ај сега да видиме дали точно сум нацртала. Што е ова што се појави? Тоа е агломер. 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 На колку требаше да биде? Дали мене ми е заедно нормална правата, точно нацртана? Да или не? Да. Значи, заедно нормалните прави секогаш се цртаат да има 90 степени. А тоа ни овозможува кога работиме во тетрадка триаголникот, затоа што од едната страна има прав агол, а правиот агол е 90 степени. Дали ова е јасно? Во оваа алатка постои уште една можност, ако сакаме да користиме круг. И кога цртаме, е јасно? Еве, сега и тоа ќе ви покажам. Дали ви е интересно ова до сега што го работиме? Да? Да.
Да, Гледате да, интересно е. како треба да се врти, да се направи или да се исцрта нешто во геометрија. Добро, сега ќе одиме на друга работна површина, да покажеме и нешто друго. Само ќе ме подсетите дали е стигнато тоа кај вас, затоа што јас треба да се вратам на друго место, да отворам тука и да испратам работна површина. Одиме следно што ќе направам, ќе испратам оваа работна површина. Многу ми е важно да ми кажете дали гледате. Да. Да. Бидејќи ова е дел од слика работено на апликацијата GeoGebra и да не ве чуди што е сликата пресечена, затоа што Б, што беше, каде што е означена правата Б, што е тоа? Како ги викавме тие координати? X, координата и ова со црвено каква е? Y координата. Значи, на координатниот, квадрат, може да цртаме и да пишуваме и прави, и отсечки, и полуправи, и да цртаме што уште друго. 2D форми, да ги движиме, да ги транслатираме или да ги пресликуваме или да исцртуваме што учевме минатиот час покрај транслација и заосна симетрија. Значи, овде може се да се работи. Сега, еве ја оваја С. Што е тоа? Ограничена од една страна е, не се гледа тука, С е полуправа, така? X е, што е X? Полуправа или права? Може да ја продолжуваме? Може. Значи е права линија. Одиме кај точките А и Б, ги гледате, тука е скратено многу. Што е тоа со точките што е означено? Отсечка. Овде вака имаме точка Е и точка Ф, каде што е тоа? Отсечка. Може да цртаме што сакаме тука и да означуваме. Јас овде вака ќе се потрудам пак да ви покажам дека и тука можам да цртам. Што нацртав сега? Вие нацртавте Права. Права линија. Права, ќе кажам зошто. Затоа што можам да продолжувам и лево и десно. Јасно е сега. Одиме следно. Што ќе нацртам сега? Полуправа. Од која страна? Полуправа. И можам да продолжувам од едната страна каде што така. И на крај ќе означам секунда, мислам дека беше тоа, не, ова, еве ова една, еден дел, еве и тука имаме уште еден дел, што ограничив јас тука сега на оваа права. Вие ограничивте отсечка. Определен дел од правата и тука што треба што да ги означам овие делови каде што ја означив. Со букви. И затоа што тука може да исцртам повеќе, така? Да исцртам повеќе отсечки. Еве сега. И тука. И тука. И сега колку отсечки имаме ние? Нова права. Збирно, не ми се означени, само по бројки. 3 отсечки. 3 Ако е А, Б, С и Д, тогаш ќе биде 3. Ама ако означам вака јас сега... 6.
Ајде сега ќе видиме. Ќе видиме сега. 6. Ајде да продолжам, да означувам. Еве тука ќе биде Б. 6. Еве тука ќе биде Е. И тука ќе биде Д. Да, 6. Ќе видиме колку се. Значи како ќе запишуваме? Сега ќе запишуваме една отсечка ќе ни биде А, Д, а горе што стававме кога пишуваме отсечки? Линија. 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 Дека е ограничен. Потоа ќе биде Б, С. Следна, која ќе биде отсечка? Се иде. Е малку да зголемам фонт. Да ви биде по-прегледно. Може вака? Ајде. Следна, не слушна која. Се иде. И АЦ. сега? АЦ. Натака? АД. АД. И ја имаме. АЦ, А, Д. АД. колку се? БД. БД. Д. Б и Д. Колку отсечки се сега? 6. 6. Ова мора да го знаеме. И сега одиме на некои прашања тука. Јас веќе доцртував нешто, но ќе ве прашам. Која права е паралелна со X? Која права е паралелна со X? Со хоризонталната координата. Со правата, која е ова? Д. Добро. Што се случува со правата С? Дали е таа паралелна, заедна, нормална или што прави таа? Ја сече X, Y и правата Б. И заедничкото место со која точка е означено каде што се сече С со правата Б. Со која буква е означена? Со буквата Е. Дали е ова јасно? Да. 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 Научивте како се црта заедно нормална права? Да. Кој прибор треба да го имате да цртаме правилно? Кој ќе ми повтори? Приборот што ни е потребен е молив, триаголник или линеар. Молив, триаголник и линеар. И на што треба најмногу на заедно нормалните прави да обрнеме? Дека аголот, каде што ќе се сечат тие две прави, треба да биде 90 степени. Да, тоа е важно. И со што ги означувавме нормалните прави? Со посебен знак. Може сега и тука да го исцртаме уште еднаш, да го повториме како беше знакчето. Една надоле, една во линија во хоризонтала. Вака знакот се испоштуваше за што? За заедно нормални прави. Дали е ова јасно? Јасно ли ви е ова? Јасно. Да. Еве и ова ќе го пренесам малку. Така, средина да биде. Ајде, бидејќи ова се работи на интернет, мора да внимаваме. Еве малку поголемо за да го гледаме. Еве вака символчето ќе биде за заедно нормални прави. Сега уште нешто друго да кажам. Бидејќи на почетокот на часот еве таа активност што кажа, повторуваме за прави нормални, го повторивме, потоа презентираме цртање на права во координатна мрежа, го направивме. Учениците треба да вежбаат цртање на прави во координатна мрежа. Вашите тетрадки, секогаш тоа го коментирам и го кажувам, дека се со квадратчиња. Вие лесно, користејќи го линеарот и триаголникот, можете да исцртувате паралелни и заедно нормални прави со користење на триаголник. Онака како што покажав јас на страната каде што користев алатки дигитални.
Друго, што треба вие да правите за наредните часови? Покрај тоа што треба да си ги завршите сите ангажмани во домашните тетрадки што ги имате тука во дигиталните тетрадки, треба, еве сега ќе одам на почеток, еве, гледате дека ви дадов задолжение за втори, имате од учебник, значи нешто што не е поминато, и од трети. За нареден час ќе добиете домашна за во понеделник и вторник. Немојте некој да трча пред време да ги работи домашните, иако јас ги ставам. Домашните, бидејќи еве се гледате, тука се ставени и ќе запишам која страна на учебникот. Ова не ви е домашна за денес. Јасно? За во понеделник, јас точно ќе кажам каде, во која работна тетрадка и што треба да се направи. Дали е јасно ова сега? Да? Јасно. Да. Што не ги заврши домашните тетрадки, треба во домашните тетрадки не завршил со домашната, сега ќе ги именувам кои се. Јана Велковска, значи Јана Јован Дикич, веќе Јован почнал да работи. Еве, точно гледате кои работат во тетрадките. И тука би го нагласила Виктор. Виктор, тетрадките сите ти се достапни. Ќе работиш тука. Немој да ги бараш домашните тетрадки што ги работеше на друго место. Јас ги префрлив и ти ги избришав. Дали ме слушаш? Дали ме слушаш? Да? Значи ќе работиш тука. Не таму тебе кај што ќе ти текне. Дали сум јас? Да? Еве тука се работа. И еве домашната твоја на местото каде што беа дадени задолженијата. Овде кој беше друг што не ми е активен во работа? Матеја, ја кажавме Марко. Марко, ме слушаш ли? Ај погледни. Да. Гледаш? Имаш завршено нешто? Не. Марко, јас стојам на располагање за сите ученици, знаат вчера и колку обврски имат други, па појаснував што треба да прават. Ај малку само да се исклучам, да не зборувам вака, да не се снима ова.